Во каква состојба во моментот се наоѓа офицерскиот дом, тема за дебата помеѓу советниците на вчерашната 61-ва седница на Советот на општина Битола. Советниците од опозицијата побараа како точка на дневен ред да се постави барање за информација за состојбата со офицерскиот дом, кој е сопственик и во чија надлежност е истиот. Според нив, офицерскиот дом во Битола е заборавен и оставен на забот на времето. Ова информација бараме пред се, како граѓани и како битолчани, бидејќи сме згрозени од леснотијата во која во распон од само една година офицерски дом од продажба дојде во тотален распад. Недозволиво е на одговорните луѓето кои се платени за одржување и чување на нашето културно наследство, да бегаат од својата, а да повикуваат на колективна одговорност. Советот на општина Битола не може да се прогласи за ненадлежен за актуелната состојба со културните споменици. Од владеачката коалиција истакнаа дека целосната реконструкција на офицерскиот дом е влезена во програмата на централната власт за оваа 2017 година. Владата има во својата програма за оваа година има издвоено средства за реконструкција на офицерски дом, така да ова што и денеска нова седница и на некои претходните седници кои што го видовме од опозицијата од СДСМ, практично тоа е само една манипулација и едно политиканство, ниту е грижа за офицерски дом, ниту е грижа за културното наследство. Сметам дека секоја политичка партија или секоја власт и секоја можност треба да биде искористена во насока на реално реализирање на нештата. Не е само да се излези на говорници и да се каже кој колку за нешто е загрижен, туку треба реално да гледаме кој што има сработено и кој што ќе сработи. Како што кажав, во оваа 2017 година во буџетот на владата на Република Македонија се издвоени средства токму за реконструкција на офицерскиот дом во Битола. Имено, во февруари минатата година беше најавено од страна на екс-премиерот Никола Груевски дека во текот на 2017 година ќе започне целосната реконструкција на офицерскиот дом и истиот ќе биде ставен во функција, а почетната инвестиција е предвидено да изнесува околу 2 милиони евра.